Под мотото 80 години ние гледаме луѓе, попладнево во Кочани се одржа свеченост по повод одбележувањето на 80 годишнината од основањето на Македонскиот Црвен крст, чиј организатор беше Општинската организација на Црвен крст. На свеченоста присуствува председателот на Македонскиот Црвен крст Ромел Велев, градоначалници од општините во регионот, поддржувачи, активисти, волонтери и други гости, пред кои беше представен краток историјат од досегашните активности. При тоа беше нагласено дека свеченоста во Кочани е дел од серијалот манифестации и настани со кои се одбележува јубилеот, а кој својата централна прослава ќе има на 18 март во Скопје. Хуманоста и хуманитарните активности се познати и екзистираат на нашите простори повеќе од 100 години. Низ годините Црвениот крст обезбедува поддршка за време на Балканските и двете светски војни. На нашето патување како Црвен крст на Македонија сепак започнува во далечната 1944 година по првото заседание на АСНОМ, кога президиумот преку своето поверенство за социјална политика донесува иницијатива за негово формирање на 17 март 1945 година, кога е одржано основачкото собрание и се поставени темелите на Црвениот крст на Македонија. Во изминатите 80 години многу луѓе, многу чинители, многу фактори ти донесоа за денешниот лик на Црвениот крст и затоа најпрво голема благодарност до сите претходни генерации на хумани и добри луѓе кои се вградија во оваа организација за денес таа да биде толку убава и успешна. Во обраќањето тој ја нагласи соработката со локалните самоуправи без чија поддршка Црвениот крст не би можел да ја исполни својата мисија кон граѓаните, поради што големиот јубилеј се одбележува со посети и свечености во општините. Присутните на прославата ги поздрави и председателот на Општинскиот Црвен крст Кочани Дејан Арсов. Тој нагласи дека активистите и волонтерите веќе 8 децении одговараат на предизвиците за давање помош на оние на кои им е потребна и продолжуваат да го прават тоа и понатаму. Ние сме овде да промовираме волонтерство, да обезбедиме услуги за најранливите категории на граѓани, да промовираме мир и толеранција. Во овој момент би сакал да изразам благодарност за сите волонтери, членови, поддржувачи, вработени лица кои ја изгради организацијата во изминатите години. Сите овие луѓе веруваат во идејата дека заедно можеме да изградиме похумано општество за сите нас. Ние сме организација отворена за сите. Пружиме човечка поддршка и поддршка на луѓето на кои им е потребно, како и место за дружба, нови пријателства, партнерства и соработа. Во рамки на свеченоста на раководните луѓе во локалните самоуправи на Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево им беа доделени признанија за придонесот во развивањето и јакнењето на хуманоста. На одбележувањето на јубилеот во Кочани беа представени и успешни приказни на волонтери, активисти и корисници на услугите на Црвен крст. При тоа беа нагласени проектите и активностите за помош и нега на стари лица, социјалната поддршка на ранливи категории население, санитарниот транспорт, брзите интервенции при катастрофа, како и здравствената едукација и многу други ангажмани, што се клучни за изградбата на хуманата заедница, што се грижи за сите своји членови.